Македонските убавини на Македонија, истакнати преку фотографиите и уметничките дела на двете уметници со потекло од нашата земја Гонца и Мара. Никој не остана рамнодушен. Посетителите се воодушевуваа на пейзажите од Канео, Смоларските водопади, Охридското езеро и многу други предели кои ги има само кај нас и никаде на друго место. Гонца Перунковска, по втор пат се гледаме во Швајцарија, овој пат на настанот Македонски ден, на кој што ја промовираме македонската култура, традиција, а еве вие преку вашите фотографии ги прикажувате и македонските пейзажи. Кажете ни какви се фотографии имате тука изложено, од кои делови на Македонија и така. Добар ден, ви благодарам пак на поканата еве да дадам изјава за Алфа телевизија. Ова ми е моја 9-та изложба. Меѓутоа се радувам бидејќи моја прва комплетно македонска изложба комплетно со македонски фотографии. Имам фотографии од Охрид, од Трпеца, од Струмица, од нашите манастири, од Пехчево, од водопадите, од камените кукли во Кратовско, Матка, водопадите, Козјак, и тоа е само еден, да речам, мал дел од мојата архива, тоа што можев да го спремам за ова кратко време. Имам фотографии кои што се уште не се изложени, ќе бидат на некој следен настан. И ова е само многу мал дел од она што може да се види од нашата Македонија. Има многу идеи, еве да речам, за следни изложби. Меѓутоа, ова денес овде што се случува ми е многу интересно и можам да кажам дека ваков настан досега се нема организирано во Швајцарија. Овој македонски ден се надевам дека ќе прерасне во традиција, ќе биде успешно и дека ќе се видиме и следната година овде, бидејќи на овој начин Македонија се представува во најдобро светло. Не само моите фотографии, овде јас донесов мои материјали, книги од други фотографии, монографии, нашите обележја, нашите филигрански изработки. Овде имаме слики од Македонија исто изработени од мојата пријателка. Можам да кажам дека нешто, не знам, возбудена сум и многу е убаво. Така, има ли интерес кај жителите на Швајцарија, ме интересира кај швајцарските граѓани за нашите фотографии, дали тие се интересираат вака кога поминуваат, гледам дека поминуваат по штандовите, што најмногу ги интересира и зашто најмногу прашуваат? Па има интерес, еве можам да кажам дека 2 фотографии веќе се продадени. Едната ја купи една госпоѓа швајцарка, манастирот во Водоча, Свети Леонти. Има многу интерес, ги гледаат претежно нашите цркви, манастири, нашите убавини кои што можеби досега и не се представени, не ги познаваат. Се интересираат, ги разгледуваат книгите, ги разгледуваат посебно и овие патеписните водичот што е ова за Македонија, монографиите со фотографии. Се интересираат и да видат нешто повеќе од ова е само мој мал дел од архивата, се интересираат да видат и нешто повеќе. Веќе ми порача да речам каталог за да обезбедат и дополнително. Ме радува тоа што има интереси од нашите луѓе, ама има интереси од овдешни од швајцарци. Тоа и кај нас во кантонот каде што живеам во Тичино, исто и таму има интерес, ги препознаваат убавините наши македонски. Подготвувате ли нешто ново? Ке има ли нешто наскоро, некоја нова изложба, некој нов проект од вас? Па секако дека ќе има многу идеи, многу проекти во план. Еве овде беа Сабајле во градоначалниците кои што се гости на оваа манифестација. Градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски веќе ми понуди изложба во Куманово. Меѓутоа, сакам нешто друго да кажам, како член на раководството на Македонскиот национален совет овде во Швајцарија. Следниот проект на кој што веќе се работи и кој што е, можам да кажам, објавен,
е проектот во Палатата на Обединетите нации во Женева во септември. Македонскиот национален совет организира гала прием во соработка со нашата амбасадорка при мисијата на Обединетите нации. Ќе биде представена Македонија со храна, со носи, со културно-уметничко друштво, со фотографии и можам да кажам, јас како одговорна во рамките на проектот, сум одговорна да направам, да организирам видеопроекција, видеоизложба со материјали од најпознатите македонски фотографи, кое што веќе почнавме да го изработуваме. Половина од материјалите се пристигнати. Ќе направиме една убава видеопроекција која што ќе представува Македонија во најдобро светло, не само пейзажите, нашите цркви, манастири, убавините, нашите носи, галичка свадба, Вевчанскиот карневал, еве да не најавувам повеќе, ќе биде многу убав. Овој проект го најавувам со големо задоволство, еве можам да кажам во името на Македонскиот национален совет.